Почитувани новинари, почитувана јавност, дозволете денес уште еднаш да се осврнам на обвинителскиот скандал со затворање на предметот за осомничени за криминал тежок 167 милиони евра, при што тука имаме и сомнеж за перење на пари и за нанесување штета на животната средина, познат под насловот мазут. Овој скандалозен случај и одлуката на шефот на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази е доказ за големото влијание кое што Венко Филипче, Али Ахмети и Зоран Заев се уште го имаат во добар дел од обвинителството и судството. Ислам Абази, како шеф на ОЈО ГОК, одлучил да го запре овој случај и да не види ни еден доказ. Вчера поставивме неколку прашања, на кои што на брифинг со новинарите, шефот на ово обвинителство Ислам Абази се одлучи да изнесе манипулативни одговори. Ислам Абази тврди дека не вршил никакво влијание врз никој обвинител да се донесе ваква одлука за запирање на гонењето на овој сомне за криминал од 167 милиони евра. Ислам Абази лаже затоа што како шеф на ЈО ГОК надлежен е еднаш неделно да добива брифинг од подредениот обвинител за ваквите крупни случаи, а исто така овластен е доколку некој понизок обвинител реши дека не сака или смета дека нема основ ваков случај да се води, Ислам Абази може да одлучи случајот да продолжи да се гони или да го предаде во надлежност на друг обвинител. Наместо да го направи тоа, Ислам Абази дал согласност овој тежок 167 милиони евра случај да се затвори и наместо да биде обвинител кој што ќе гони организиран криминал и корупција, Ислам Абази си ја препишал улогата на судија, да го затвори случајот пред истиот да влезе во судските процедури. До сега во македонското правосудство и обвинителство не е забележан случај на ваков тежок милионски сомнеж за криминал, кој што се наоѓал во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и е од висок јавен интерес да биде затворен пред да биде доставен во судот. Секогаш обвинителството одлучувало доказите што ги има да ги презентира во обвинителен акт, а потоа на судските органи да им овозможи да ја донесат конечната одлука, а на обвинетите да им овозможи да докажуваат дали се невини или на обвинителството да докаже дали се виновни. Затоа сметаме дека овој пат Ислам Абази многу очигледно е дека одлуката за затворање на овој случај мазут ја донесол врз основа на лукративно политички основи, а не на правни или обвинителски аргументи. Зошто Ислам Абази е противречен? Затоа што пред една година обвинителството кое што го води тој побара притвор за 4 лица осомничени во овој случај и сметаше дека овие 4 притворени лица можат да се дадат во бегство или да извршат влијание врз сведоци. Во исто време Васко Ковачевски веќе беше во бегство. Како може истото обвинителство кое што барало притвор за 4 лица од случајот мазут, тежок 167 милиони евра, денес да тврди дека нема основ за да се продолжи овој предмет? Со вакво постапување, обвинителот Ислам Абази ќе го претвори јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во обвинителство за извинување на осомничените за тежок криминал и за плаќање на обештетување за тоа што биле во притвор. Но на крајот обештетувањето кое што ќе треба да им се плати на Асмир Јаховски, на Адријан Муча, на Ерџан Сулковски и на Ратко Капушевски,
нема да го плати ниту Исламабази, ниту неговите ментори Ахмети, Заев и Филипче, туку ќе го плати државниот буџет. А честните обвинители ќе го носат товарот на недовербата и статистичката грешка од 2 или 1%, што обвинителството има заради ваквите политички фигури, како Исламабази, кои што одлучуваат со лукративно политички мотиви, наместо да одат со правни и обвинителски аргументи. Затоа сметаме дека ваквото однесување на Исламабази само по себе е доволна причина истиот да не одолговлекува и веднаш да поднесе оставка од шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Бидејќи оние кои што се осомничени за трговија со мазут, незаконити набавки и плаќање на мазут кој што никогаш не бил доставен во ТЕЦ Неготино, Исламабази ги прогласи за невини без да почне судскиот процес, каде што може и обвинетите и обвинителството да се докажуваат во ваквиот криминал. Затоа, почитувани граѓани, почитувани новинари, се додека ово обвинителство го водат личности и обвинители како Исламабази, вакви контраверзни одлуки за политички истакнати фигури блиски до СДСМ и до ДУИ ќе доминираат, а во сенка ќе паѓа довербата и владењето на правото, кое што е болна точка за нашата држава. Благодарам на вниманието.